Во живописниот галичник, помеѓу приказните за минатото што ги раскажуваат планинските пејсажи, камените куќи и сокаците кои водат до нив. И овој јули одекна најважното судбоносното. Времето се менува, но на падините на планината Бистра се чини како да е застанато. Таму вековната традиција потсетува дека суштината на љубовта останува иста. Желбата за заедништво, почит и создавање семејство. А најсимволичниот пример за тоа е галичката свадба, вековен обред што ја слави македонската традиција. И во последниот традиционален Петровденски викенд, старите свадбени обичаи оживеаја во срцето на Галичник, во централната селска црква Свети Петар и Павле, пред чиј олтар се венчаа Александар Пендаровски и Мартина Михајлова, носејки носи од по 20 на килограми. Годинашните галички младенци се заколнаа на вечна љубов, исто како и родителите на Александар пред повеќе од 3 децении. Годинава навршуваат 35 години од одржувањето на првата современа галичка свадба. Тогашните зети невеста Антонио и Весна се всушност родители на годинашниот галички младоженец Александар Пендаровски. Тој и неговата сакана Мартина Михајлова се запознале пред 2 години во Скопје, а склучувањето на граѓанскиот брак го планираат за наесен. Живописноста на Галичник и годинава примами бројни посетители, не само од земјава, туку и од странство, да посведочат на оваа свадба во духот на минатите времиња. Некои од нив се враќаат и по десетици пати, а фасцинирани од секоја нишка што ја прави галичката свадба целосна, и оние кои дошле за прв пат, велат дека би се вратиле повторно. We came Friday night, yesterday and then today. How do you like I like it a lot. The traditional, the dancing, the costumes, the children, the beauty of this area, so magnificent. Everybody should come. Very much I like. I enjoy every minute with my wife. She's Macedonian. Повозрасните галичанки или барем оние кои се омажени таму, со гордост облекоа носија, прекосејќи му на јулското сонце, за да дадат личен пример за почита кон традицијата и како што велат огромното значење на галичката свадба. Меѓу нив и Дума Пендаровска, роднина на младоженецот Александар, со позајмена носија и во улога на статист. Таа го сподели задоволството од заинтересираноста на младите, кои како што рече, го почитуваат овој чин и секоја година пристигнуваат во што поголем број. Значењето е огромно. Овдека од првава црква, големава црква направена е 30 година, првите свадби се 31. Тога се правело многу свадби на Петровден, на овој ден. 20 и кусур свадби имало. Во бракот им посакувам све најубаво, да се здрави и живи, да имаат среќа, да имаат слога, се најубаво. Да, дечиња и све што иде поред. Се најубаво. А младите галичани кои веќе имаат деца, и нив ги облекоа во традиционална облека, бидејќи како што споделија, љубовта кон обичаите треба да се всади уште од најмали нозе. Меѓу нив и неколку месечната Ника, чии родители ја позајмиле малечката носија за тој ден, но како што вели нејзиниот татко, чие потекло е токму од Галичник, и таа ќе има своја наскоро. Името го добила неслучајно. Тоа е испишано на мијачкото знаме, а значи победа. Таткото на малата Ника вели дека галичката свадба има исклучително големо значење. Важно е затоа што нема друг начин, освен да се пренесе од постарите или пак вака директно да се види што и како се случувало порано. Значена манифестација, еднаш во годината, така да значена манифестација. Дали сте од овде? Не, жена ми е од овде. Така, од Галич. Гледам и детенцата Да. дека е во традиционална облека, Да. па колку сакате еве на неа да ги пренесете македонските облека. Еве се гледа, понезе, затоа е облечено носија, да. Од каде е носијата? Дали е фамилиарна? Позајмена од тука, од селото. Дали да. претходно сте доаѓале на Галички? Да. Со години. 10-11 години веќе поред. Црквата Свети Петар и Павле ги обединува и галичките младоженци од претходните години, само што сега нивните семејства бројат и нови членови. Огнен и Марина Караѓозовски, кои беа во центарот на вниманието на галичката свадба во 2019-та, доаѓаат со своите деца Кара и Давид. Ги носиме во Галичник, поготово за Петровден, и веќе сами, тоа изгледа им е во ДНК-то, веќе сами се радуваат. Керка ми секоја година се облака, син ми сега 2 години и тој е облечен. Така да секоја година се повеќе и повеќе се зародуваат и
и го сакаат Галичник. И пред тоа, уште од мали години не облакаат, уште секој лето сме во Галичник. Многу голема емоција, многу голема енергија кога се случува, поготово околу Петровден. Кога ги слушаме зурлите, тапаните, изведувањето на тешкото невестинското, тоа се доста емотивни моменти. Во публика ќе видите дека секој галичанец, машко, женско, пушта солза. Обичаите кои биле направени во дворот на некогашниот галички младоженец Огнен, годинава беа вметнати и во официјалната програма на галичката свадба. На бројните обичаи кои што ја карактеризираат, сега беа додадени уште два: китење на ситото и замесување на сваќата. Тие се доста интересни моменти, доста емотивни се, зашто тука, нели, кога ја испраќаат невестата или го испраќаат зето, тоа е веќе многу битен, емотивен момент кај луѓето и затоа решивме да, зашто 2019 јас кога бев зет, ние тоа го правевме кај мене во двор и стварно беше доста убав момент, затоа решивме годинава да го прикажеме и на публиката. Свадбените активности почнаа со китењето на свадбарскиот бајрак, а свадбата ја најави звукот на зурлите и тапаните, пошто следуваше символичното – фрлање 3 пушки од куќата на зетот. На мостот сред село се играа познатите свекрвино и невестинско оро. Пред чешмата Упија, ансамблот Танец, како символ на непокорот, го изведе тешкото. Меѓу обичаите кои ја карактеризираат галичката свадба е и носењето на невестата на вода. Во овој обичај, кој символизира чистота, среќа и плодност. Невестата чие лице е покриено со вел, оди заедно со свадбарите да наполни вода од 3 чешми. Свадбата продолжи со канењето на мртвите, обред со кој се оддава почит кон починатите предци. Зетот и останатите свадбари потоа заедно го поканија кумот, а пред да тргнат по невестата го имаше традиционалниот адет бричење на зетот. Неговата сакана го пречека во својата соба, од која претходно го гледаше низ прстен на прозорецот, чекајќи го со зборовите: "Низ прстен те гледам, в срце да ти влезам." Подарувањето од свекрвата следуваше обичајот на сеење брашно, пошто годинашните младенци Александар и Мартина се заколнаа на вечна љубов во црквата Свети Петар и Павле. Во меѓувреме тие добија и бакар со мотиви од галичник, како подарок од председателката Гордана Силјановска-Давкова, под чие покровителство се одвива оваа манифестација. На студентите им велев дека ако политиката е уметност на можното, бракот е уметност на неможното. Но вреди да се биде уметник. Впрочем, затоа и се појавуваат децата. Сигурно заедница што ниту една друга не може да ја замени. Не само заради односот меѓу двајца луѓе, туку заради семејството и особено заради децата. А на младенците годинава што ќе им посакат? Веројатно тоа што го доживеале нивните родители на младоженецот, нели, бидејќи да повторите после толку долг период една таква традиција, значи да докажете дека сте галичани и дека тоа што е галичко ќе го оставите за век веков. Раскошот на галичката свадбена традиција и годинава понуди автентично доживување за сите посетители. Иако со различна животна приказна, секој гаи љубов кон традицијата. Оние кои живеат и зад границите се вратија да посведочат на обичаите, а тие кои живеат не толку далеку раскажаа дека на Галичник му се враќаат одново бидејќи таму им се корените. Меѓу посетителите и луѓе кои семејните спомени ги градат заедно повеќе од 40 години, за да се сочува семејството, особено во предизвикувачки времења велат, најважна е почита. Прв пат ми е да видам во Носија, ма да, скоро секоја година ја гледам свадбата како настан. Јас моментално сум во девојачка Носија, тоа значи дека е моминска, не е невестинска. Мојот ангажман е како статиста да шетам луѓето да ме гледаат, да им прикажам како оделя момичките порано. Традиција која негуваме со години и кој сме горди на таа традиција и секоја традиција што е наша, треба да младите што повише да ја негуваат, да ја знаат традицијата. Јас сум знаа во Галичник, значи на мојот свекор и свекрва 52 година е првата свадба што е снимена. И од Белград го најдоа
тој материјал и го прикажаа на галичка свадба пред деценија и така убаво е. Да, ова е мојот сопруг, он е од тука, галичанец. А основно е мажот да го има последниот збор дома. Добро жена, така е. Дали кај вас е така? Апсолутно. Само би додал, јас имав чест пред 20 и кусур години да бидам еден од организаторите на галичка свадба и тогаш малку подобро се запознав со вредноста на галичката свадба. За жал, Македонија ја чествува и ја вреднува галичката свадба, меѓутоа мислам дека не е доволно, затоа што галичката свадба значува многу повеќе од еден ритуал свадбен. Значи, непокор на македонскиот народ, значи гордост на македонскиот народ, значи традиција на македонскиот народ и нешто што ретко кој во Европа може да го има и да го поседува. Затоа им порачувам на сите македонци да посветат малку повеќе внимание на македонските традиции и вредности. Програмата на годинешната галичка свадба традиционално почна во петокот на 10 јули, нудејќи културни и забавни содржини како вовед во свадбениот викенд, поради што во селото беше воспоставен и посебен сообраќаен режим. Изборот на младинците традиционално го врши посебна комисија, односно Советот на местната заедница Галичник, од каде во март годинава информираа дека интересот бил исклучително голем. Сепак апликацијата на Александар и Мартина се истакнала меѓу останатите, бидејќи во неа тие навеле дека Галичник го доживуваат како живот на припадност. Еден од предусловите за избор секоја година е барем еден од младенците да има потекло од Галичник, каде во моментот живее бабата на Александар, Нада. 85-годишната галичанка ја одржува семејната куќа каде пораснал сега 34 годишниот Александар. Тој работи на меѓународниот аеродром Скопје, а со саканата Мартина, инаку докторка од Свети Николе, се запознале преку заеднички другар. Тие се свршиле минатата година, а по неодамнешната галичка свадба ќе склучат и граѓански брак.